заедно со тогашната министерка за традиционална политика, место каде што традиционално може да биде на нас во градот Скопје растеше дрва населба која што живеа бездомни лица, која што беше еден избор и на еврозагадување, напорот да водат практично дека може да биде. Успеавме во текот на овој месец да издржиме да не дозволиме повторно да се населат бездомни лица кои што се згрижени, кои што се во капацитетите на Министерството за социјална политика, овдека во текот на вчерашниот ден со градежните фирми, општествено одговорни градежни фирми кои што се работуваат со градот Скопје, на моја молба започна целосно и теmelно расчистување на оваа локација. До сега во текот на овие 2 дена имаме подигната над 500 кубни снег. Јас очекувам дека во наредните 10 дена целосно ќе завршиме со расчистување на овој терен и дека повеќе нема да се најде комунален отпад. Интересна работа што сакам да ја споменам за јавноста е дека ова место што го чистиме всушност е приватна собственост и целиот овој потек од левата страна на Вардар, почнувајќи од хотелот Александар Павлов па се до мостот Гоце Делчев е поранешно државно градежно земјиште кое што е продадено на приватни што физички што правни лица и ова е последен пат градот да интервенира откако ќе го доведеме состојбата во каква таква нормална состојба, ќе ги задолжиме собствениците на одржување и ќе бидеме ригорозни и неприкосновени во изречување на казни во смисла на одржување на собственоста чиста. Тоа писмено се известени и сите собственици на земјиштето, користам оваа можност и јавно да ги известам за да немаме утре некакви, да кажам, теоретски недоразбирања, бидејќи навистина не мислам дека треба да правиме компромис, околку некој го купува ова земјиште, тој ќе треба да го одржува и да не дозволува на него да се случуваат работи какви што се имаат случувани. Голема благодарност до компаниите кои што земаат дел од општествената одговорност и стапиот на расчистување на овој простор. Јас верувам дека сликите кои што имавме можност во минатите години да ги гледаме повеќе во овој град нема да ни се повторуваат, барем не на оваа локација. Благодарам. Со собственикот на Амадеус имаме разговарано и на тема на плоштадот, и на оваа тема. Да речам дека била затекната состојба во моментот кога го откупиле земјиштето, ќе го изчистиме и после тоа нема да дозволам како градоначалник, инспекцијски служби ги се работат својата работа. Да потсетам дека 15.000 евра е казната во колку не се одржува комуналниот ред на приватни земји. Што колку отпад треба да се собере? Па овие 2 дена, значи вчера започнавме, овие 2 дена до сега имаме преку 500 кубни метри. Вие гледате каква е состојбата. Дури ова е чисто визави тоа што се наоѓаше како состојба на оваа локација. Меѓутоа, очекувам дека во наредните 10 дена интензивно ќе се одвива дека акцијата и сето што објаваме како отпад. На крај и рачно ќе го собереме, на што ќе остане, меѓутоа очекувам дека веќе нема да ни се повторуваат овие грди слики.